А со мене ова утро е Марио Лабмара. Има само 28 години, таза музичар. Околу 2 години ми кажа дека се занимаваш со музика, пеење и свирење, но прво те поздравам, добро ни дојде во студиото. Добро најдов, добро утро и од мене. Добро ли си? Дали се чувствуваш добро? Супер, многу убаво се чувствувам. Стварно е прекрасно студио. Немаш трема, што е добро. Ви благодарам на поканата, тоа е нормално да имам малце трема, нели? Добро, нормално да имаш трема. Марио, ние се запознавме во чаршија, бидејќи таква нашата новинарска работа да шетаме, да природно е да гледаме се околу нас, особено им даваме поддршка на младите таленти, без разлика дали е поврзана музиката, пеењето, свирењето или други таленти. Па накратко ќе те запознаат и гледачите, бидејќи не те виделе досега, а кажавме 2 години си во ова хоби. Скоро 2 години. Скоро 2 години, бидејќи си имаш друга професија, но свириш во чаршија. Во чаршија, во Стара Скопска чаршија. Така е, да, па да слушнеме малку за тебе. Од кога се занимаваш со музика? Имаш, кажавме, 28 години. Како научи да свириш на гитара? Вака, значи, моето име е Марио. Роден сум во Скопје. Живеам во Скопје. Како што кажавте, нели имам 28 години. Со музика почнав да се занимавам на некои 19 години. А прв мој настап е пред 2 години. Скоро пред 2 години, во февруари. Каде настапуваше? Како стигна во Стара Скопска чаршија. Исто. Да, таму почнав да настапувам за прв пат од хоби. Некако почнав да се чувствувам дека можам да претворам во работа, да почнам да се занимавам малце по-професионално. Така. А кој те научи гитара да свириш? Бидејќи јас кога те слушнав во чаршија, свириш и на гитара и пееш, ајде пењето претпоставаме талент, но за гитарата треба да се научи. Точно, но јас сепак мислам дека не сум научил доволно добро да свирам гитара. Сам имам научено нели до сега тоа што сум го научил од интернет. Може да не сум музички образован, може секако да. Може да слушам, бидејќи ја зема и гитарата со тебе, па тука е гитарата. Ни направи без гитарата не одиме нигде. Без гитарата не одиш никаде, секако вие сте сплотени заедно и гледачите да слушнат предпразнично во овој период еден ремикс со тебе кој што ни го подготви ова утро и малце да се опуштиш. Океј. Ајде да видиме што ни подготви Марио ова утро. Знам дека нешто криеш ти, знам и јас, ми кажуваш без зборови. Во твоите очи познавам, во срцето ти допирам. Кажи да или кажи не, дали сакаш да си со мене. Твоите усни да ги имам со вкус на мандарина, сега биди со мене. Разбери ме, во мене не мирисе бора, да одам повторно ќе морам до својот со песни послан пат. Ти некому ќе бидеш се што не ми беше, за него може ќе си најдобра, прва и последна. Утре ако тргнам без тебе, немој не плачи. Стегни срце и биди храбра, се заборави. Ти си млада, ти си сладка, немој да ме враќаш во мене. Спиен момад стар, мене место не ме пака. Мене место не ме пака. Браво. Браво. Сега разби тремат, затоа и ти кажав, земи ја гитарата, бидејќи сте сплотени да се опуштиш. Ти благодарам. Вака свириш и во чаршија, написа Слободна вода. Можеби повеќе имаш трема кога зборуваш, но дефинитивно за пеење и за свирење одлично ти оди. Затоа и во овој дел сакавме да те запознаеме со нашата публика, со гледачите, дека им даваме простори на младите талентирани музичари,
не само на познатите, туку и вас треба да ве промовираме, да ни останете тука и да секако да продолжите со музиката. Бидејќи немаш спот, Марио, немаш музичка песна, ќе има ли во иднина? Планираш ли нешто? Имаш ли? Планирам, сакам. Тоа е целта за 2026. Ќе видиме, нели, дали ќе се оствари, ако не ќе оставиме за наредната година, секако работам на тоа. Сакам, али ја чекам вистинската прилика и момент, вистинската песна, да биде тоа, нели, како што треба. Дали работиш на планот да се оствари реализацијата на песната, спот, можеби во иднина, имаш ли контакти или треба и ние да ти помогнеме, затоа сме новинарите тука, да се споиме со нека продукција? Се надевам дека ќе си дојде, нели, све што е свое само по себе. За сега многу, нели, послабо познавам контакти кои што се занимаваат, односно кои што работат на, нели, музика, затоа што сум тазе во оваа работа. Но затоа сега ќе те слушнат преку канал 5 телевизија и верувам дека ќе излезе некоја соработка. Имаме уште една минута до вестите. Марио, како ти ќе ги поминаш овие празници, бидејќи пред нас се Бадник и Божик? Каде беше за Нова година? Дали беше фамилиарно работно? Бевме, преку ден, работевме исто во Стара Скопска чаршија. Потоа фамилиарно бевме вечерта собрани кај мојата сестра. Супер убаво, дома ќе бидеме во домашна атмосфера за, нели, празниците што следуваат Бадник и Божик. Сакам да ми ја честитам на сите новата година, да посакам, нели, да сме живи и здрави, да не прати среќа и љубов. Тоа е најбитното, здравје, љубов, среќа. Дефинитивно. Да не се исполнат со ништата на сите. Да. Особено на вас, младите, талентирани млади луѓе, да не ни заменувате од државата, да ни останете тука. Јас сум тука сега, за сега. Ти секако си тука, кажа каде може да те слушнат, така патем и јас те слушнав, бидејќи таму излегувам и тука се младите таленти, можеме да ги најдеме ни старата. Сакам да ти се заблагодарам тебе за професионалниот пристап, за тоа што ми, нели, овозможи шанса и прилика да се појавам на телевизија, на една од најдобрите наши телевизии во нашата држава. Ти благодарам за убавите зборови и ние го правиме сите тоа како тим. Не само јас, туку сите ние се обидуваме на некој начин, кажав и претходно. Значи ми значи ептен. Да ги промовираме младите. Ги кажа желбите, кажа Марио за она што сакаш да ти се исполни, најдеме уште малку време околу песната прва твоја, како ја замислуваш, можеби текстот каков би сакал да биде за крај на ова твое гостување? Јас имам мои песни, некои десетина кои што се, нели, во филмка. Браво. Не знам дали некогаш ќе излезат. Нели, на нив треба многу да се работи, јас сум ги поставил само како една конструкција. Првата песна беше нормално за љубов. Замислував, нели, некоја си девојка и пишував според тоа. Како музика, како текст, така како музика, така и текст, да. Супер. Марија, јас ти благодарам уште еднаш што беше мој гостен во Здраво Македонија. Ќе има уште многу гостувања, ти посакувам и песна, и спот, и многу успеси 2026, се што си замислил да ти се оствари.